Имаме да објавиме еден навистина интересен и несекојдневен настан кој што ќе се случува токму тука каде што стоиме во срцето на градот во старата Прилепска чаршија. Настанот е наставен Прилеп Аутлет, а ќе се случи на 17 и 18 февруари. Целата идеја за оваа манифестација е Прилеп да прерасне во еден голем отворен шопинг центар, а во целата оваа организација освен општина Прилеп учествуваат и над 200 дуќанџии од овој град. Се планира да го посетат овој настан и гости од другите градови на Македонија, а целата идеја е да се повторно заживее душата, срцето, центарот, градското јадро на овој град. Но повеќе околу тоа што ќе се случува во Прилеп за тие 2 дена ќе поразговараме со моите двајца соговорници, градоначалникот Борче Јовчевски како представник на општина Прилеп, која што е носител и организатор на целиот овој настан, и господинот Кирил Трпчевски, претседател на Занечиската комора од овој град. Разговорот го започнуваме со градоначалникот. Господине Јовчевски, како пред се дојде до реализација на оваа идеја и што точно ќе се случува тука во Прилеп? Добар ден, значи во организација на општина Прилеп и Прилепската чаршија се организира за прв пат Прилеп Аутлет викенд, кој што на 17, односно од 17 и 18 Прилепската чаршија заедно со трговците, тука вклучувајќи дујчани, занетчи, вклучувајќи бутици, кои што, како што рековте, во огромен број, над 200 пријавени досега, ќе направат една прекрасна викенд средба, шопинг посета од соседните општини во непосредна близина, значи почнувајќи од Битола, Ресен, па Могила, Кривогаштанска, Крушевска општина, Долненска, Македонски Брод, Кавадарци, и така да очекуваме повеќе неколку илјади гости кои што ќе обноват представата дека Прилеп со својата гостољубивост и учтивост може да им понудат на потенцијалните купувачи еден шопинг, купување поевтини производи, со тоа ќе живни и Прилепската чаршија, со тоа ќе подобриме и економската состојба на трговците и навистина еве официјално ги поканувам во што поголем број да ни гостуваат. Воедно сакам да кажам дека замислен е Прилеп како огромен шопинг мол, тоа е значи целиот град, каде што ќе има и забавни моменти и се разбира пакети во соработка со кафетериите и кафичите. Ова е нешто кое што за прв пат се организира и планираме неколку пати во годината исто тоа да го повториме. Тој шопинг ќе случува само во дуќаните позади нас во старата чаршија или ќе имаме и тезги на отворено? Тезги нема да има, на отворено ќе има забавни моменти, се разбира по идеја на самите трговци, дали ќе биде од типот на пуштање музика, односно дисџокеи, или кловнови, или некој од забавен карактер сепак. Значи ќе има забава сите генерации. Да. Дуќаните ќе бидат посебно означени со знак наш брендиран и со тоа што идните, односно купците, ќе знаат точно и каде да се обратат, онај дел каде што е понудена и поевтина роба, односно материјали кои што се нудат, и тоа како што и во самата реклама го имаат напишано, попуст до 70% на секој чош, прилепски кажан. Ви благодарам. Како што кажаме, ќе има попусти и до 70% и мора да се потенцира дека овие попусти се од оние вистински попусти, а не лажни попусти. А за тоа што ќе значи целиот овој настан за старата Прилепска чаршија, тука е председателот на Занечиската комора на Прилеп. Што точно представува за вас овој настан? Дали повторно ќе се раздвижи централното градско јадро? Јас можам да кажам дека Прилеп од секогаш важел за занечиски и трговски центар и ова идеја беше малце ова сето сивило што ни се случува последно време да се разбранува чаршијата, да се предизвика едно движење и мислам дека како ваков настан, пошто досега не сме организирале ваков настан, треба да видиме како ќе се одрази конкретно на занаатчиството и на трговијата во Прилеп. Меѓутоа сметам дека вакви настани можеби се потребни и почесто. Сега како прв
ваков настан од ваков тип во соработка со општина Прилеп. Успеавме да дојдеме еве до конкретна реализација, така да на 17 и 18 февруари ќе ги имаме тие денови на Аутлет Викенд Прилеп и ќе покажеме дека сме добри домајчини. Сметам дека Прилеп има интересна понуда и оваа понуда треба да дојдат од околните места, значи посетители, па да видат дека Прилеп важи се уште за еден добар трговски занаатчиски центар. Ви благодарам за разговорот. Уште еднаш ве покана до сите гледачи на Качамак, до сите граѓани на Македонија на 17 и 18 февруари. Не заборавајте да бидете тука во Прилеп и да си купите поевтина роба, како што кажаме, ќе има попусти и до 70%.